Платформи, чекална, ескалатор, тоалет. Оваа табла со патоказ ќе ве пречека на самиот влез од централната железничка станица во Скопје, но иако убаво напишано и означено со стрелки, ништо од ова не функционира. Ходниците се студени и делумно осветлени како да ги изело времето, а чекалната која едно време беше полна со патници сега е затворена. Само 1 до 2 шалтери работат од билетарата, на која пред години и години се чекаше ред и по 15 минути за да се купи билет. Ликот на една држава, железничкиот сообраќај, во Македонија како да е заборавен во минатото. Граѓаните се жала дека ова не личи на ништо и државата мора да покаже сериозност и да ги подобри условите. Не е добро, каснат возовите одведе сум се пато. И катастрофа, што да ти кажам. Може подобро да биде? Може подобро да само оваа структура што е Чичо. Наши стручњаци што се у железница. Че немаат или чисти да ти кажам право. Прават нови железници, пругава од Велес до Скопје, секој ден може да испадне возот, не ти кажам право. Се знае ситуација кај нас како е у државата. Нема похвалби, не. Многу често и каснат, посебно на Сабајле. Да. Тоа е главната причина, дури и по 10 часа пред некој ден, тој за Битола. Да, имам прочитано, да. Па бе може и подобро можете, ама тоа е што можеш да видиш. Немој сега да се разбериш со народот. Не поштова ни мало ни старо. Дека возовите доцнати по 10 часа алармира и патниците, па така патничкиот воз кој од Скопје пред само 2 дена тргнал во 14:30, во Битола пристигнал 30 минути по полноќ, патувал и повеќе од 10 часа, зашто бил запрен на железничката станица во Богомила. Според надлежните, причина била расипаната локомотива на товарен воз во близина на Слепче, па затоа пругата била блокирана. И покрај тоа што возовите во македонски железници доцнат и до 10 часа. Дел од линиите се исклучени од железничкиот сообраќај. Станува збор за возовите кон Кичево и Кочани кои извесен период не се обраќаат, па така патниците наместо со воз приморани се да се возат со автобус. Ништо подобро не е ниту во другите градови. Состојбата на најголем дел од железничките станици е очајна, со уништен ентериер и без никакви услови. Последна реконструкција беше извршена кон крајот на мај 2018, каде покрај главната во Скопје беа реновирани и станиците во Битола, Гевгелија, Демиркапија, Градско, Велес, Чашка, Прилеп, Неготино, Табановци и Богомила, и тоа со средства од Европската унија. Железничката станица во Скопје беше реконструирана со 2,6 милиони евра преку ИПА програмата, а со дополнителни 2,5 милиони евра беа модернизирани и останатите објекти на македонски железници.